Добро, почитувани присутни, најпрво би сакал да ве поздравам и да ја поздравам иницијативата од ваша страна за уредување на овој простор, кој што сведочи за едно славно минато на нашиот град, еден настан кој што се случил на 19 септември 1942 година. Настан кој што во историјата е наречен Дабнички масакр, бидејќи на ова место се убијани 19, односно 17 на ова место и двајца во касарните, или ова место символизира убиството на 19 активисти, партизани, комунисти, дабничани и прилепчани, кои што го даде животот за слободата на Република Македонија. Овој споменик, наречен споменик на жртвите на фашизмот, изграден 1972 година, по повод 30 години од настанот, од страна на скулпторот Димо Тодоровски, и на ова место каде што е овој камен сега, стоеше една прекрасна бронзена фигура, која што го символизираше борецот и непокорот на борците од тој период. Нажалост, ако масакрот во 42-та се случил врз борците и активистите од тој период, во 2002 година масакр се случил врз споменикот, врз таа бронзена фигура, која што е од тогаш до денес ова место стои празно и се надевам дека од ова иницијатива, од ова место ќе се упати иницијатива за реновирање и возобновување на тој споменик. Сакал неколку збора да кажам за тој самиот настан, и не само на самиот настан, но тој настан му претходеле редица настани кои што довел до тој масакр. Имено, одавдека на негде околу километар се најдува селото Дабница, во историјата позната како партизанска Дабница. Зошто му се случило тоа на Дабница? Често си го поставуваат голем број на луѓе, а му се случува масакр со убиството, му се случува интернација на 43 жители, дабницани на село, му се случува 54 затворања, односно затворени се 54 во тие септемвриски денови, кога бугарската полиција, војска, жандармерија и така натаму уапсува голем број на прилепчани, меѓутоа и да нечам сите мажи од селото. Повод за таа акција на бугарите е малку уназад, значи на 16 мај 1942 година во непосредна близина на Дабница се формира партизанскиот одред Димитар Влахов. База на тој одред му е селото Дабница. И борци, и поддршка во намирници, во храна, во облека, се токму од дабничани. Од кога се формира одредот, па се до 14 септември, кога се случува борбата на Мукос, се случуваат голем број на настани, акции, митинзи, кои што ги организираат партизаните, а пред се акции на партизанскиот одред. Најпрво ќе ја потсетим, ќе кажеме, значи, се случува на 7 август диверзантската акција во Институтот за Тутун. Начело на таа акција е Миткот Стефановски Ганчо, значи, борец на тој одред. Потоа влегувањето во општината во Плетвар на 17 август, на 22 август влегувањето на партизаните во село Лагово во општината. Можеби најповеќе ги налутил бугарите што кон крајот на август на истото место каде што се формира овој одредот се случува едно советување на кое што буквално учествуваат покрај борците и сите дабничани. Наредните денови, во почетокот на септември, на 6 септември, во селото Забрчани и Дупјачани влегува одредот, едната од четирите, и организираат акција и митинг. На 14 септември, исто таков митинг, се случува во селото Мажучиште. Сите овие настани, едноставно ги лути непријател од бугарските фашистички сили, да некој одред или некое село таму се дрзнало да се спротивстави на многобројната фашистичка војска и полиција. Така да, на 14 септември се случува битката на Мукос,
каде што загинуваат 10 борци, меѓу кои и народниот херој, командантот на одредот, Борка Велески Левата, со партизанско име Горанов. Истиот ден, значи, со голема сила, војничка и полициска, влегува бугарските фашисти во селото Давница, значи на 14-ти, и сите мажи буквално се собрани и однесени во Прилепската касарна. Во тој момент, значи, со касарната или со иследништвото и мачењето на давничани и прилепчани се раководи Иван Куцаров, познатиот злосторник на овие простори, кој што нема средства, мислам, со најразлични средства, а во излив на бес и лутина го убива народниот херој Рамполевката, кој што исто така е притворен, и го убива давничанецот Сотир Дамески. Ќе кажам само изјавите односно изреката на Сотир Дамески, која што е вака трогнува. Тој му вели: господине Куцаров, вашиот живот е во моите раце. Јас ќе се бранам. Вие можете да ме убиете мене, но не сите нас. Се разбира, Сотир го убива, исто како и Рамполевката, а вечерта, односно после неколку дена мачења, една група од 19 души ја носат тука во овој простор со цел као да инсценира напад од страна на поединци, на партизански групи, со цел изреката му била: ве носиме на идентификација, заробивме некои партизани. Не сакале класично да ги стрелаат, бидејќи тоа сигурно негативно ќе се одразило во јавноста, односно кај жителите. Така да, на 19-ти, во попланевните часови, негде 18:30, поред оние кои што преживеел Петко Велковски, чишто внук е тука со нас, кажува дека, значи, во попланевните часови сите врзани доаѓаат тука и низ една некласично стрелање, туку на први пат фактички ги убиваат. Од тие 17 убиваат, а за да сведочи на овој злочин останувате Петко, кој што покасно кажува како сето тоа се случило, што се случувало во касарната, што се случувало тука на лице место и така натаму. Се разбира дека тој невиден злочин од страна на бугарите уште позитивно делувало кај населението, уште повеќе се омасовило партизанското движење, уште повеќе почнале да се формираат одреди и поголеми војни формации, така да до 44 година, односно во месеците септември, октомври и ноември, веќе полека почнуваат да се ослободуваат градовите, за да веќе оваа борбена генерација, која што го остварила сонот на многу борбени генерации низ минатото, низ буни востанија, вклучувајќи ги се разбира и Илинден од 903-та, ова велам борбена генерација од народно-ослободителната борба го заокружила вековниот сон на македонскиот народ за своја слобода, своја држава на 2 август 44 година, денот кој што еве уште неколку дена ќе ги одбележиме 70 години од постоењето, односно од одржувањето на основи и од постоењето на македонската држава. Можеме многу да зборуваме за народно-ослободителната борба, само уште неколку податоци кои што веројатно вака добро е како прилепчани, како македонци, добро да ги знаеме за Прилеп. Прилеп е град народен херој, кој што не случајно прогласен е за град народен херој. Во текот на народно-ослободителната борба 8000 прилепчани се вклучиле во однив, 2700 со пушка враг. Прилеп дал 650 жртви. Прилеп има 154 носители на партизанска споменица. Од 66 купно народни херои во Македонија, Прилеп дал 15. Од тие 15, 10 се починати во текот на, односно загинати во текот на војната, 5 мина се починати во текот на овие слободарски години. И за сето она што Прилеп го направил во текот на народно-ослободителната борба, 1973 година, од страна на тогашниот председател, маршалот на Југославија, Јосип Брос Тито, е одликуван со орденот Град народен херој. Во таа држава, поранешна Југославија, по еден град, во секоја република и покрајина, имало Град народен херој.
ќе ви кажам, градовите кои што биле, односно кои што се народни херои во Југославија, па можете да сватите на која висина и која храброст и која големина Прилеп ја имал во таа народно-освободителна борба. Тоа биле градовите Белград, Загреб, Лјубљана, Нови Сад, Приштина, Дрвар и Цетин. И Ваља? Не. Не? Не. Во Србија е Белград. Значи, во секоја република и покрајна, А да, по еден. по еден. Затоа јас многу пати како водич низ паркот на револуцијата во меморијалниот музеј 11 октомври често велам дека ние треба да бидеме горди што сме прилепчани и што сме жители на градот Херој, градот Прилеп.